Јавното предпријатие Водовод нема никакви активности на улицата Бајрам Шабани, освен во санирање на настанати дефекти од фирмата изведувач на изградбата на атмосферската канализација, изјави денеска директорот Оливер Стојмановски по реакција од граѓаните во врска со градежните работи на улицата. Од јули 2024 година и цената на водата за пиење е зголемена, заради што и сметките на корисниците сега се повисоки за 21%, појаснува Стојмановски. Да, се обраќаат граѓаните, имаме и непосреден контакт со изведувачот, затоа што атмосферската канализација која што моментално е во изградба на Бајрам Шабани ќе биде предадена во владение на јавното предпријатие Водовод и нормално дека сме заинтересирани, секојдневно сме присутни на теренот, но немаме никаква улога, значи таму на јавно надавање изберен изведувач, кој што е приватна фирма, има собствен надзор кој што треба да ги надгледува работите, значи јавното предпријатие нема никакви активности во тој дел, значи ниту освен во санирање на настанатите дефекти кои што произлегуваат од работа на изведувачот. Инаку имаме скоро секојдневна комуникација со изведувачот за да работите одат што подобро, што побрзо и да нема проблеми во оној обем во каков што ги има моментално. Почнувајќи од јули 24 година цената на сурова вода, цената на вода за пиење е зголемена. Исто така и цената на сурова вода што ние ја добиваме од АД Водостопанство, исто така кон нас е зголемена. Најверојатно на тоа се должи зголемувањето на сметките. Значи во проценти сметките се зголемени некаде околу 20, него точно 21%. Да, донесена регулаторна комисија со тоа што е пројдено на одбор тамо на директори на водостопанство и одобрено од влада. Учествувавме, бевме на подготвителна седница уште со претходниот директор Оливер Илиевски и ние заедно, значи бевме, каде што ние дадовме своја предлог цена, тие дадоа своја предлог цена, на која што нормално не реагираме за нивната цена, затоа што сметавме дека е превисока. Министерството за внатрешни работи информира дека вчера во Кумановската полиција било пријавено дека на улицата Кирил и Методи по претходна расправија настанала физичка пресметка помеѓу две лица од Куманово, при што едниот од нив се здобил со тешка телесна повреда констатирана во болницата каде бил пренесен за укажување помош. По целосно расчистување и документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, соопшти МВР. Во Куманово повеќе од 6 месеци успешно функционира Центарот за пружање на бесплатни услуги за работа за развивање и стекнување на животни, воспитни, социјални и културни вештини преку индивидуална и групна работа. Центарот го отвори Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива и е сместен во поранешната местна заедница спроти основното училиште Толи Зордумис. Со лицата со попреченост индивидуално или во група работи стручен тим кој помага инклузијата во нашиот град да се спроведува секојдневно. Дали Куманово е инклузивна општина и со какви предизвици секојдневно се соочуваат лицата со попреченост и нивните семејства, ќе одговори председателката на Инклузива Благица Димитровска. Кога зборуваме за инклузијата и за меѓународните денови, тие се еднаш во годината. Инклузијата ја спроведуваме секојдневно. Значи, тоа е процес каде што ние како луѓе треба да дадеме поддршка и на семејствата, но и на децата и лицата со било каква попреченост, а особено на децата со аутизам, бидејќи е тоа некоја ново нарушување, се уште ново, иако долги години наназад има појави, но се повеќе се појавува и предизвиците се се поголеми и во општеството и во локалната заедница, највеќе на семејството со член со аутизм. Семејството е клучната алка, дали е тоа во процесот на едукација на детето, социјализација, третманите, сето оно што е поврзано со негово подобрување. А најпрво со дознавањето на попреченоста на детето,
било каква попреченост, семејството е во голем шок што му треба поддршка од стручни лица да го надмине тој шок и да даде се од себе понатаму во животот, да даде поддршка на своето дете, но и на другите деца. Јас сум еден пример што, например, моето дете е со попреченост, сега возрастен човек, тогаш мотивот ми беше да се вклучам во невладиниот сектор. Мојот син, но сега е поддршката на малите деца и семејствата кои допрва почнуваат да одат по еден тежок пат, да бидат истрајни во тој пат и да дадат се од себе за поддршка на детето и да се вклучат во сите активности каде бенефитите ќе ги чувствуваат тие. Недостатоците се огромни, се уште, иако има големи помирања во однос на инклузивниот процес во нашето општество, но најпрвен тие доживуваат прво што нешто одбивање е во предучилишните установи, а тие се преполни со деца, немаат капацитети за да дадат соодветна поддршка на тоа семејство и на тоа дете, иако се примани, тие остануваат по неколку часа, што не е доволно за едно семејство, за да може да биде економски јако, за да ги издржи трошоците што ја предизвикуваат попреченоста, било каква попреченост. Потоа се раната детекција доцни од различни причини. Дали родителот навреме не се обрати до здравствените институции или се уште рано да се утврди точната рана детекција и диагностика на детето е она основно што треба да се направи на помалите деца, за да се препорачаат соодветни третмани и соодветни суплименти понатаму во животот полесно да напредува. Исто така недостатуваат услуги на локално ниво кои ќе бидат бесплатни за едно семејство. Тоа е во неколку града, највеќе се лоцирани во Скопје, но еве и ние оформиме таква услуга каде што фаќаме деца од 3 до 16 годишна возраст, затоа што сметаме дека развојот во тој период е најголем. Ги фаќаме децата за сега сме во процес на лиценцирање и со извештаи од лекарски комисии или лекари специјалисти, но понатаму, кога ќе добиеме лиценца, ќе биде со МКФ исклучува документот од комисијски преглед. Овдека нудиме поддршка од разни специјалисти во областа и тоа имаме ангажирано 2 логопеди, еден специјален едукатор и рехабилитатор и психолог. Имаме кабинети за индивидуална работа, но и работиме групно со децата. Исто така во оваа просторија е сензорната соба, каде што не е целосно со сензорни елементи, туку со елементи кои го поддржуваат и образовниот процес на начин на кој е потребен да ги совладуваат сите предмети во образовниот процес. Сензорните елементи се вклучуваат само на дечиња што им е потребна сензорна рехабилитација. За другите се користат едукативни материјали, се работи во овој простор, исто така индивидуално или највеќе до 2 дечиња во просторија. Денеска се одбележува Меѓународниот ден на ромите. По тој повод, градоначалникот Максим Димитриевски во честитката меѓу останатото напиша: "Сакам да потенцирам дека е неопходен сериозен ангажман на локално и национално ниво, за да сите заедно се избориме против дискриминацијата, со цел ромскиот народ да добие подобар пристап до вработување, образование, домување и здравство. Општина Куманово ќе продолжи во насока на остварување на реалните потреби на нашите сограѓани, остварувајќи ја целта за овозможување на социјална интеграција, еднаков пристап и развој на припадниците на ромската заедница." Министерот без ресор задолжен за интеграција и имплементација на стратегијата за инклузија на ромите Шабан Салију на синокишната централна прослава во Националната опера и балет истакна дека 8 април се одбележува како Меѓународен ден на ромите, ден на гордост, но и потсетник за предизвиците со кои се соочува оваа заедница.
Овој ден не е само повод за прослава на богатата ромска култура и традиција, туку и можност за длабока рефлексија за нашата заедничка одговорност, да градиме општество во кое секој граѓанин без разлика на своето етничко потекло има еднакви можности и перспективи. Нашата визија за иднината е јасна, да обезбедиме целосна социјална и економска инклузија на ромите, да ја унапредиме нивната позиција во општеството и да се обезбеди секој ром да има еднакви можности за живот, достоен за човечкото битие, потенцира Салију. Матичните лекари од општа медицина и гинекологија добија зголемување на капитацискиот бод за 33%, додека за стоматологија покачувањето изнесува 23%. Од државниот буџет се обезбедени 550 милиони денари за раст на платите во здравството, посочуваат од владата. За само 6 месеци здравствените работници, медицински сестри, технички и административен персонал добија второ покачување од 5%, со што платата на докторите е зголемена за 4815 денари, додека на медицинските сестри за 6200 денари. Дополнително, со буџетот се издвојуваат околу 4,5 милијарди денари за зголемување на капитациониот бод за матичните доктори од општа медицина и гинекологија од 75 на 100 денари или зголемување од 33%, додека за стоматологија од 61 на 75 денари, односно зголемување од 23%, се наведува во соопштението од владата. По повод 5-годишниот јубилеј, билетот за представата Трнорушка за оваа изведба ќе чини 75 денари наместо досегашните 150 денари, објавија од Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. Представата за деца ќе биде изведена на 16 април од 18 часот. Билетите по намалена цена се продаваат од денес на билетарата во Центарот за култура. Седумнаесетгодишниот Наум Милановски од Куманово стана европски шампион во кикбокс на турнирот што викендов се одржа во Сараево, Босна и Херцеговина. Милановски настапи како представник на својот клуб Предатор во категоријата јуниори до 79 килограми. Клубот Предатор учествуваше со 13 борци и оствари неверојатни резултати. Освен европски првак, има и тројца европски вице-шампиони. На 2 април годинава во Штип се одиграа регионалните надпревари во ракомет машки за средните училишта регион Исток. По одигрувањето на надпреварите најдобра беше екипата на гимназијата Гоце Делчев од Куманово под менторство на професорот Зоран Ивановски, која продолжува на државните надпревари како представник од регионот Исток, соопштија од гимназијата Гоце Делчев. Уште една информација од спортот. Основното училиште Браќа Рибар од Кумановско Табановце е победник на регионалниот надпревар во футсал женски и се пласираа на државен надпревар под менторство на професорот по физичко и здравствено образование Кирил Пачковски, објави Општинскиот сојуз на училишен спорт Куманово. Малопродажните цени на бензините Евро Супер БС 95 и 98, како и на Евро Дизел и на екстра лесното масло за домакинство се намалија за 0,5 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот се намали за 0,68 денари за килограм и сега изнесува 41,02 денари за килограм. Од ноќеска на полноќ максималните цени на нафтените деривати изнесуваат. Моторен бензин Евро Супер БС 95 се продава за 76 денари за литар. Евро Супер БС 98 изнесува 78,5 денари за литар. Евро Дизелот се продава за 68,5 денари за литар. Маслото за горење екстра лесно се продава за 68,5 денари за литар.